Благодарам. Го користам моето право, согласно член 77, став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, да предложам измени на дневниот ред. Само прво за јавноста, ова конфузија која што настана во врска со редниот број на законите за кои што бараме измена е заради тоа што дел од предлозите кои што ги предложи опозицијата ја прифатени, тоа значи дека настана одредена промена на дневниот ред, која што всушност е ажурирана на веб страната на новата веб страна на Собранието. Да. Меѓутоа, затоа реков да граѓаните кои што ја гледаат оваа седница, да не се чудат зошто е таа конфузија. Мојот предлог е 11-та точка од предложениот дневен ред, Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, кој што во моментот заради прифатените предлози е точка 18, да биде подреден број 9. Зошто го предлагам ова? Овој закон предвидува одредени измени кои што се однесуваат на промена на бодовите, кои што вработените во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување треба да се направат за вработените да го земат онај износ на минималната плата, која што патем ја донесовме во февруари сите заедно. Првиот член предвидува одредени измени кои што се малку и нејасни заради тоа што нема образложение на текстот, меѓутоа тоа ќе го разгледуваме на комисија. Мојот предлог за да се помести точката, односно да се гледа порано побрзо на дневниот ред е заради тоа што во член 2 одредбите од член 1 од овој закон, односно кои што значат промена на бодовите на вработените, ќе отпочнат да се применуваат со исплатата на мартовската плата во месец април 2022. Денес сме 11 мај. Уште носиме предлог на закони кои што се однесуваат на прилагодување на другите законски решенија со Законот за минимална плата. Исто тоа го имавме и минатата седница кога правевме промени во бодовите во градинките, во промени на Законот за заштита на правата на децата, а повторно имаше член во законот кој што предвидуваше да платата, односно овие корекции ќе се применуваат од мартовската плата. И дека ова е конфузно, и дека на одредени институции не им е јасно, докасни едно барање од еден градоначалник, кој што е точка 36 денес предложена на дневен ред, каде што заради судир помеѓу Законот за минимална плата и Законот за административни службеници се јавила конфузија дали треба да се исплаќа минимална плата или не.